со едноминутно молчање за брутално убиениот Мартин Нешковски, а со цел запирање на полициското насилство. Неколку стотини млади луѓе излегоа на улиците низ Скопје за да го изразат својот револт против однесувањето на институциите. Извикувајќи "Нема правда, нема мир", пробавте да скриете. МВР под истрага. Младите се упатија кон полициската станица Бекон, каде што се судрија со полицијата. Пробавте да скриете! Јанкуловска пред суд! Јанкуловска пред суд! Јанкуловска пред суд! Барајќи оставка на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и незиниот помошник Иво Котевски, групата се упати кон МВР. Овде уште еднаш беше ограничено нивното движење. Нема буткај, кај стакам ти одам. Полициска бруталност! Стоп! За! Полициска бруталност! Оставка! Јанкуловска! Оставка! Јанкуловска! По кој налог не ме пушташ да поминам на улица во град во кој живеам? Покрај активистите на Сдруженијето Стоп за полициската бруталност, поголем број граѓани и невладини организации се придружија на протестниот марш. Сите побара одговорност од институциите и случајот со Мартин Нешковски никогаш да не се повтори. И пак после една година, значи, измината од убиството, ние се собираме да укажеме дека мора да се промени нешто во системот, да почнат институциите да функционираат и дека ова убиство не треба да се заборави. Оваа власт, односно ова раководство на државата едноставно нема сенс и не сака да признае одговорност. Јас сум родител. Оно што му се случи на Мартин може да се случи на секого од нас, а и на моите деца. Серијата граѓански протести за запирање на полициската бруталност започна лани, откако припадник на полицијата губи Мартин Нешковски за време на прославата на изборната победа на ВМРО ДПМН. Надлежните тогаш случајот неколку дена го криеја од јавноста. И една година подоцна, револтот на младите луѓе кон полициската бруталност се уште расте.